Од големиот евергрин Ангели ме носат, преку бројни поп хитови и мюзиклите Коштана и Ромален, Силви Бенд се 30 години на македонската сцена. А денеска прв пат со мене во студиото на Репортер. Силви и Владко, добро ми дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Вие ова лето одбележувате 30 години од вашата официјална кариера. Меѓутоа, кога почнувавте пред 30 години да свирите, дали верувавте дека ќе издржите толку долго на сцената? Па јас верував, знаев, уште пред да дојде Силви, уште кога ја направив групата, знаев што имам пред себе, кој квалитет, како вокал. Се разбира, верував и во своите квалитети и цело време тоа како едно бебе, нели, кога се роди уште 90-тите години, 80-тите години, а 90-та како званично ја земавме. Знаев дека полека ќе се формираме прво како луѓе, како музичари, се едуциравме, учевме од основна музичка школа до средно, па двајцата дипломиравме на факултетот за музичка уметност. Значи не е ништо случајно, све си е поредот на нештата, без некои форсирања како што има пејачи групи во светот, со еден хит преку ноќ и мисли дека е звезда. Не. Треба многу работа, многу ангажман. Не можете да го знаете во тој момент кога почнувате, кога стартувате, кога се формирате, нели? Знам едно, дека и двајцата бевме големи ентузијасти, студиравме, бевме на факултет за музичка уметност, животот ни беше музиката, нели? И двајцата многу сакавме, не само Владко и јас, туку сите колеги. Најубавиот дел на нашето студирање беше кога ќе се соберевме во една училна околу клавир и пеевме и свиревме. Немаше тогаш план, ајде, почнуваме па да обстоиме толку години, нели? Тоа дојде покасно, спонтано, значи едноставно предпоставам и судбина и она што ние го работевме. Ние и ден денес сме луѓе кои што живеат исклучиво од музиката. Немаме други придружни професии како некои колеги кои што, да речеме, имат сосема поинаква професија, но се занимаваат покрај тоа и со музиката. Меѓутоа една работа недостасуваше, што сега ќе се случи наскоро, во текот на летото. Таа наша голема кариера од 30 на години ќе кронисаме со еден голем концерт, кој што ќе биде збогатен со голем пратечки бенд, со дувачи, со гудачи, пет, значи околу 20 на луѓе на сцена, живи музичари. Во моментот јас ги распишувам аранжманите, че секој музичар да си има своја линија, знаеш, што свири со пратечки вокали, со многу гости. И тоа, мислам дека таа круна на 30 години недостасуваше, која што сега ќе се случи во текот на летото, јули или август, во најубавиот наш град, мојот град, Балканскиот Ерусалим, градот Охрид. Да, вие сте по потекло од Да, на летната сцена на Долни Сарај, која што за мене е најубавиот простор во Македонија за концентрирање. И ова е најексклузивно, го кажам за Репортер. Во претходните 2 или 3 албуми, како традиција ни постана тоа, да обработиме некои од нашите стари македонски композиции. Веќе е снимена композицијата која што за мене исто така беше голем предизвик, а е случена целата приказна, верувале или не, уште во турско доба во мојата фамилиарна куќа во Охрид. Се работи за прекрасната композиција Ја излези стара мајко. Тука македонката си седела во спалната, каде што до ден денес си спиеме ја и Силви. Била заљубена, нели, забранета љубов. Вие важите за луѓе кои што секогаш знаат да направат топ журка, каде и да се појават, без разлика дали станува збор за свирка, дали станува збор за, не знам, забава на приватна фирма, на свадба на која што свирите. За Владко пак важи правилото со клавиатурата како да е цел оркестар на сцена. One man band. Меѓутоа, во моментов, дали ви фалат настапите, дали ви фали односот со публиката, дружењето, таа интеракција која што имате? Колку ви се смени животот последниве неколку месеци, па и Да, година скоро. Навистина многу, бидејќи поготово Владко и јас, тоа го правиме сите овие години.
најважен беше флуидот со публиката, бидејќи Ние сме зависни од публиката. Бидејќи ние се тие живи настапи, Сакаме од најразлична форма, баш како што најавивте и вие. Имаме многу контакти со луѓе и обично пулсираме заедно со нив, ги слушаме што сакаат, ги гледаме реакциите, сходно на тоа го менуваме репертоарот на лице место. Никогаш нема правило према луѓето. Кој ги бира песните кои што ги пеете или буквално публиката ве носи? Публиката ги бира. Никогаш не знаеме што ќе. Кога ќе. се договараме, они отприлика ни кажуваат што е тоа што би сакале, али секогаш тој некој договор, преддоговор се завршува со тоа што викат, ма вие најдобро знаете вие како ги правите тие забави, нели? И обично, да, нормално, по некој има некоја специјална желба, знаеме и по неколку композиции, специјално за тој некој што не поканил да му настапуваме, да подготвиме, во зависност од тоа што сака. Добро, професионалци сме и знаете дека нема... И секогаш излегуваме во пресрет. Ако е да речеме свадба, сакаат со одредена композиција, отварањето да им почне, као да си ја пуштиме, зашто да ја пуштите, ние ќе ви ја испееме. Не постои нешто што не може да се изведе, само да се има Тоа се записи. најубавите моменти уствари од самата забава. Знаете колку па ќе дојде тој некој и каже, може ли уште еднаш да ми ја свирите? Ма не уште еднаш, да не ја учевме за џабе, ајде уште неколку пати ако треба. Па точно и поради тоа направивме еден подарок за време на короната, пошто и луѓето се јавуваја, им фалевме многу и они на нас ни фалеа. Во екот на врвот на короната, ние од нашата тераса смисливме еден концерт. Јас ќе ве прашувам за тоа дека вие имавте концерти во малото. Слушам луѓе кои што живеат во вашата близина ми кажуваат Собибин пак имаат концерт. Какви беа тогаш реакциите? Беа феноменални реакциите, бидејќи особено што пола град не слушал, ние после тоа дознавме. Ние сме како амфитеатар во Козле и преку водно се пресликуваше саундот до центар, луѓе се јавуваја, милион лајкови луѓе. Се јавува нон-стоп. Бидејќи тоа беше оној период кога беше најдолгиот карантин од 5 дена за Баш за Великден беше. И беше навистина она апсолутна тишина, нели, без саобраќај, без ништо што иначе прави галама. И кога почнавме да свириме, беше уште ден, со како јас и ги поканив сите соседи, викам излезете во вашите дворови, на прозори, на балкони, со таква радост, со толкова воодушевување, такви аплаузи. Потоа ни стигаа подоцна снимки од најразлични страни, од врвот на водно, не слушале, па како тоа изгледаше убаво одозгора снимано. Ние од елките на нашата тераса не се ни гледаме, само се шири звукот онака околу. И беше навистина многу убаво чувството, толку за благодарување од сите што им го развеселивме празникот, што ги извлековме, нели, од она една психоза која што тоа беше нешто што прв пат го доживувавме ние во нашиот живот. Вие сте постојано насмејани на вашите настапи, ете вака на интервјуата кога ве гледаме, меѓутоа, што е кога сте скарани? Како тоа го изнесувате пред публиката, како успевате да бидете смирени, да не примете дека вие двајца сте се скарале пред да излезете на сцена и дека нешто не е во ред? Многу тешко. Владко сега би рекол, нема проблем. Па така, да не е така. Не е така. Добро. Тоа навистина кошта многу труд и многу самоконтрола. Имало моменти кога навистина минут пред тоа сме се испокарале и тоа многу страшно, бидејќи нормално е во еден живот да имате осцилации, нели, успони и падови и најразлични ситуации и моменти. Посебно што и работата и приватниот живот, вие сте цело време заедно. Кога тоа све ќе се измеша, стварно понекогаш е многу тешко и имам момент кој што преку кој караница и караница, значи некоја безвезна и некоја поради која што многу тешко треба се премине. А при тоа публиката не е должна воопшто да го трпи тоа, нели, некое наше нерасположение. И јас предпоставувам и доколку тоа се случило, еве им се извинувам на сите ако ме виделе намрштена или дефокусирана или затоа што не, сигурно се. Бидејќи знаете што, публиката е рентген. Значи толку убаво ги приметува емоциите и промените на нашите лица и може понекогаш може би погрешно да ги протолкува. Значи никогаш тоа не е усмерено кон публиката. Може би нешто во моментот. Еве пример, јас сакам една песма, он ми свири друга, а јас морам да пеам тоа што он ми свири, така? И една особа ќе дојде 3 пати и ќе ми каже, ма ви побарав таа, и јас
да го фатам за гуша. А Владко секогаш изјавува дека Силвија е таа што ги води работите, ама ете со клавиатурите обратно. Да речеме, многу пати се случува и дека некој од публиката да побера композиција која што ритмички во темпо не е за во тој момент, ќе падне атмосфера така за свириме баш таа песна, ќе се ја добие во текот на вечерта, меѓутоа. И јас на пример ќе кажам на Владко и Владко не, друга песма оди во тој момент. Или некој па него му побарал од друга страна, пошто ни доаѓа некој тамо, некој тука, или кај нас е блиску, пеа со нас на микрофон. Онака секогаш имаме, да. И не можам ја да жртвувам 300 или 500 луѓе за на некој што му текнало една песма која што е во рубато, нема темпо да седне и сите 500 луѓе ги жртвувам за еден. Ние ќе му ја испееме, кога ќе седнат, ќе јадат, ќе пијат она, и тогаш ќе ја добие таа песма. Али не може во екот на атмосферата ја сега да ја спуштам заради еден човек, заради една песма. Покушавале со многу пари, ама тоа не им успеало. Не им важи ништо. Во секој случај, секогаш сме нели во служба на нашата публика и на луѓето што се околу нас и за кои настапуваме. И тоа помага полесно да ги пребродиме проблемите. Например, може да трае песма 2, но потоа нели се заборава све и песмата ќе ве понесе, нели? И си викате, ајде, не е важно. Емоција, музика и одиме да. Караме после околу. Ќе заборави до после готово. Преморени и ама кој ќе се кара се повторно за тоа? Нема после готово. Мада има и работи за кои што... Значи лекото е музиката, апсолутно, знаеш. Да. Немојте да се извлекуваш, да пустим и да се докажам. Знаете, он се да заташка работа. Не, јас зборувам тоа што е реално, што е така. Али, памти, па врати. Така. Како настана Силви Бенд? Дали ве спои музиката во љубов или од љубовта произлезе бендот? Од љубовта произлезе бендот. Баш гледам и понекогаш велат сме биле бенд, па покасно настана. Не. Владко и јас се запознавме на факултетот за музичка уметност, станавме дечко и девојка и потоа, и тоа доста потоа, значи може би сигурно сме биле веќе година и нешто, скоро 2, па сме почнале да пееме заедно. Владко настапуваше со групата Тао во време кога јас се запознав со него. Пееше, свиреше, уствари беше и во Калиопи. Добро, тоа беше прва групата Тао, која беше најдобриот пратечки бенд на југословенските бивши југословенски простори. Бевме пратечки бенд на свиркавме група Тао, пратечки бенд на Здравко Чолич, 7-8 години. Вајта, Јадранка Стаковиќ, нема кого немаме пратено, бидејќи бевме навистина квалитетна група и сите сакаат да работат со нас. Да, и после кога се вратив јас од Сараево во Скопје, со Калиопи една година кога снимивме првиот албум. Првиот албум им е, ствари, тројцата се, со Ромео. Јас, Ромео и Калиопи. И во меѓувреме дојде Силви, повикам јас зашто тие групи Тао, ово, она, јас викам да си направиме. Прво видов дека е навистина квалитетен пејач, викам сега ние ќе направиме нашата група. И така и се случи, почнавме да свириме, прво да работиме. Значи, период си бевме само пар. И тоа беше многу убав период кога јас патував со Владко на сите тие настапи негови и музички ивенти со Тао, со Калиопи. И ми беше многу убаво, уживав, бидејќи не бев ангажирана, него баш уживав и во музиката и во сите тие предели, бидејќи патувавме. Сигурно нешто научивте во однос на работата? Апсолутно. Од сите тие звезди со кои што сте... Наравно, да ги гледав сите тие работи, присуствував, ги знаев сите тие интерни шеги, моменти, кога грев, и музичар сум покрај тоа. Јасно ми е кога